Дали се слушаме? Дали сите ме слушате и ме гледате? Да, супер, одлично. Се надам дека сте добри во понеделничкиот карантин. Еве, кежуал малку да го искористиме денеска продуктивно денот. Ви благодарам на сите што се приклучивте да го слушате и денешниот вебинар. Верувам дека дел од вас веќе присуствувале на некој од нашите вебинари, дел од вас можеби има прв пат. Така да добро дојдовте на сите официјално. Гледам дека имаме 33 вклучени, така да супер сме сега за сега. Ако се приклучи некој подоцна, супер, ако не, ќе може да го изгледате видеото. Сега, како што видовте, темата на денешниот вебинар е како да креирате дигитално маркетинг CV кое што ќе ви донесе интервју. Многу беше интересно дека имавме дискусија како да биде насловот, дали да биде That will get you a job или That will get you an interview. И одлучивме да биде дека ќе ви донесе значи CV-то интервју, заради тоа што на крајот од денот многу е тешко да гарантираме дека едно CV може да ви донесе работа, нели? CV-то е првиот чекор за да стигнете до интервју, а потоа нели нормално зависи од вас, од тоа како ќе се покажете на интервјуто и така натаму. Може би доколку сте заинтересирани би направиле и друг вебинар во иднина кој што ќе биде поврзан за тоа како треба да се однесувате на интервју, кои информации се најважни и така натаму. Здраво, Елисавета. Океј. Ќе го споделам сега екранот. Слободно пишувајте прашања доколку имате во четот и на крајот од вебинарот ќе ви ги одговорам или во меѓувреме Симона колешката исто така тука ќе може да ви одговори. Дали го гледате екранот сите, односно дали ја гледате презентацијата? Ве молам кажете да. Се надам дека немаме повторно технички проблеми. Да, не. Да. Добро, чекајте, ајде изгледа треба малце време да се покаже. Ајде сега, дали е подобро? Овој вебинар нинџа само проблеми прави. Дајте ми една минута, само секунда. Ќе пробаме сега вака. Само секунда. Ај пробајте уште еднаш дали сега се гледа? Јеј, добри сме. Океј. Супер, добро. Океј. Не може без технички проблеми, не е тоа. Океј. Значи, за тие што сте нови, накратко да ви кажам прво за Галексија, тие што нели немате доволно информации. Галексија е првата компанија кај нас која што возможува акредитирани курсеви за дигитален маркетинг и програмите кои што ги предаваме кај нас се признати од големите имиња како што се Google, Facebook, LinkedIn, IBM, да не ги набројувам сите тука. Оно што е важно е дека сите курсеви, тренинзи и обуки кои што се држат кај нас се според лиценцата на Digital Marketing Институтот од Ирска, кој што е најголем и единствен институт за дигитален маркетинг во светот. Оно што е важно, повторно ќе кажам за оние кои што прв пат се среќавате со Галексија, е дека со завршувањето на програмата полагате за акредитиран сертификат кој што се добива преку Pearson VUE. Доколку некој од вас полагал Pearson VUE сертификат за англиски јазик или за Microsoft, за Adobe, за било кој од тие програми, веројатно знаете кој е кредибилитетот на Pearson VUE и дека со стекнување на ваков сертификат всушност ви се отвараат вратите глобално кон било кој работодавец. Тоа што сакам да го кажам за Галексија е дека сите часови ги држиме во живо. Сега периодов поради ситуацијата со COVID-19 бевме приморани да ги држиме дигитално, меѓутоа повторно во живо, но се надеваме дека во што побрз рок ќе успееме да се префрлиме повторно во канцеларија, односно во училница, за да може да ги држиме часовите во живо. Групите кај нас се доста мали, значи се ограничени на 12 членови, заради тоа што сакаме да обезбедиме квалитет и сакаме да обезбедиме дека нормално сите ментори ќе имаат време да посветат еднакво на сите ученици, значи да не биде премногу гужва, што би се рекло.
Сега, ова се некои статистики, дека 90% од учесниците на било која програма од Digital Marketing Institute се изнасиле дека имале напредок во кариерата. Ние веќе имаме и дел од нашите студенти кои што веќе имаат напредок во кариерата или менуваат работно место кое што е повеќе поврзано со дигиталниот маркетинг, така да доколку некој од вас сака да смени кариера во сферата на дигитален маркетинг, ве покануваме да ни се приклучите. 81% од учесниците добиле унапредување и покачување во плата. Ова е нормално бројка која што се однесува на глобалната информација од сите партнери соработници на Digital Marketing Institute и 88% од учесниците работат на високи позиции како менаџери. Сега, ние имаме моментално две активни програми, ова малце ви смета, ама не е страшно. Значи, две активни програми имаме моментално, Certified Digital Marketing Professional и Certified Digital Marketing Specialist за Social Media Marketing. Првата трае 4 месеци, втората трае 3 месеци. Овде може да ги видите сите информации, мислам да не ви раскажувам, нели, да не губиме време, заради тоа што сакаме да се префрлиме на темата. Сакам да ви кажам дека веќе ни е полн вториот термин, со кој што почнуваме утре. Меѓутоа, одлучивме дека доколку некој од вас се одлучи да се запише на курсот кој што почнува утре, ние ќе ви возможиме 30% попуст, како вака во 5 за 12 ако се регистрирате. Меѓутоа, веќе имаме 13 учесници кои што утре ќе почнат со изучување на програмата за Certified Digital Marketing Professional и ќе бидат представници на вториот термин кој што веќе го работиме, додека пак првиот термин, односно дел од нашите студенти веќе се отприлика негде во втората третина од изучувањето. Цените ви 1500 евра, 1200 евра, со тоа што имаме овде повторно 30% попуст за Early Bird за Certified Digital Marketing Specialist, Social Media Marketing, кое што пријавување трае до 10 јуни. Така да не ви одземам од времето многу сега за ова, ќе имате на крај информации за контакт, па кој е заинтересиран ќе ни се обрати. И сега да преминеме на тоа што сте дојдени денеска да го слушнете. Кратката содржина за денешниот вебинар е прво ќе поразговараме малку што треба да знаете општо за процесот на селекција, кога станува збор за CV-ња, особено во дигитален маркетинг, кои се клучни елементи на добро CV, неколку совети за CV специфицирано за дигитален маркетинг. Ќе покажеме неколку примери за добро и лошо CV и нормално како и секогаш ќе имаме дел за прашања и дискусија. Сега, дечки, ова дали ви смета? Пошто мене ми смета, а не можам да го тргнам. Ајде, не е страшно. Значи, прво што треба да знаете за процесот на селекција. Без разлика, ова е општо, значи без разлика дали станува збор за digital marketing, data specialist, програмер, што и да е, компаниите кои што имаат отворени апликации секојдневно добиваат многу апликации. Многу, значи минимум 100 до 150 апликации, иако значи ние сме мала држава, пазарот кај нас е горе-доле заситен за одредени работни позиции, така да често пати се случува кога има отворена позиција да аплицираат многу апликанти, дури луѓе кои што не се релевантни или соодветни за таа позиција. Исто така, најчесто постои само еден или двајца вработени кои ја прават потесната селекција. Во мали и средни компании најчесто имате само еден човек кој што е одговорен за HR, исплаќање плата, проверување на CV-ња, правење интервјуа и слично. Некаде има и двајца, нормално во поголемите компании кои што се со над 70-80 вработени имаат и HR тим кој што е посветен нели да обрне повеќе внимание на апликациите кои што стигаат. Понеже луѓето, односно компаниите добиваат CV-ња, се одбиваат CV-ња заради неправилни именувања или формат. Што значи тоа? Кога имате вие еден човек во компанија и да речеме компанијата има 3 работни позиции, рачунете да речеме околу 100 дека му стигаат во принцип CV-ња, тоа се 300 CV-ња кои што тој треба да ги, или таа треба да ги прегледа. Многу често се случува кога ќе видат, нели кога имаат цела низа на CV-ња, ако видат дека некој CV е неправилно именувано или не е добар формат, автоматски тоа се, како да речам, се иззема од контекст, односно не оди во понатамошна селекција. Затоа ќе ви кажам, многу е важно, ќе разговараме на
дел од следните слайдови, многу е важно да го именувате правилно вашето CV. И нормално визуелниот изглед го дава првиот впечаток и го задржува вниманието на менаџерот. Ова е многу, како да речам, логично, нели? И логично е дека без разлика за што станува збор, дали е CV, дали се поздравувате, се запознавате со некој, секогаш визуелното е тоа што го дава првиот впечаток. Нормално, многу е поважна содржината на CV-то, но доколку вие немате добра структура и доколку CV-то не изгледа визуелно примамливо за тој што го чита, тој човек многу помалку ќе обрне внимание или од старт ќе биде, на англиски се вика bias, значи ќе има предрасуди кога ќе го чита. Така да важно е да ги имате овие работи во предвид кога ќе припремате CV. И сега, што е најважно да направите пред да започнете да креирате CV? Гледате дека е двојазична презентација, тоа е намерно, заради тоа што во дигиталниот маркетинг особено многу често се користат англицизми, некогаш е многу полесно да се изразиме, односно кратко и јасно да представиме некаква поента. Do your research, нормално прво треба да направите истражување. Што значи тоа? Многу е важно кога припремате CV да не го пуштате истото CV на сите компании каде што сакате да аплицирате. Нормално кога сте во потрага по нова работа или сакате да смените кариера, ќе сакате да аплицирате на повеќе места за да ви се зголеми, нели, можноста за вработување. Меѓутоа многу е важно добро да истражите компанијата кај која што аплицирате. Да истражите колку вработени има, во која индустрија работи, кои се клиенти, кои се key decision makers, односно кои се луѓето кои што ќе одлучат дали вие ќе се вработите или не. Можеби ќе успеете да најдете кој ги прави интервјуата, кој го прегледува CV-то, како функционира. И најважно од се да видите дали може да дознаете повеќе информации за културата на компанијата. Најчесто информации за културата на компанијата можете да дознаете на социјалните медиуми, најмногу на Facebook и на Instagram, со тоа што, нели, овие медиуми се користат повеќе за неформална комуникација, додека пак на LinkedIn особено се користи, нели, по формална комуникација. Јас слушалки да зборувам, пошто ми е полесно. Ако има некој проблем да ме слушне, кажете ми, ќе ги вратам слушалките. Океј, значи следното е, треба да обезбедите дека ги имате сите потребни requirements кои што ви требаат за позицијата, односно дека располагате со сите капацитети кои што би ја исполниле оваа позиција. Тоа значи, ако вие сакате да аплицирате за дигитален маркетер во нека компанија, треба да видите што е тоа конкретно што се бара од вас на таа работна позиција. Дали повеќе ќе се бара од вас да работите на социјални медиуми? Дали повеќе ќе се бара од вас да креирате содржина во форма на блог постови, содржина за веб страна и слично? Дали можеби ќе се бара од вас да креирате платени објави, односно да спремате реклами и така натаму? Значи многу е важно да видите убаво што се бара од позицијата и потоа нормално да бидете искрени пред себе, да знаете дали вие сте соодветни за таа позиција или не. Доколку сметате дека немате доволно познавање во одредена област, имате два избори. Или да одлучите сепак да аплицирате и да напишете мотивационо писмо каде што ќе кажете јас се уште немам искуство во овој дел, меѓутоа сум подготвен или подготвена да учам, или можете да одлучите да не аплицирате. Значи изборот е ваш. Не постои тука правилна и неправилна одлука. Се зависи од тоа која е вашата главна цел и нормално дали вие се гледате себе си во таа компанија. Следното е да одлучите колку CV-ња сакате да креирате. Ова е интересно, заради тоа што во сферата на дигиталниот маркетинг во ред е да креирате неколку различни CV-ња. Што значи тоа? Тоа значи дека вие ги земате информациите со кои што располагате, нели, за вашето досегашно искуство, за вашата работа, за вашите интереси и така натаму, и треба да ги прилагодите точно на работната позиција. Ова е поврзано со тоа претходно што ви го кажав. Значи, ако вие видите, да речеме, 3 различни огласи. На едниот оглас се бара social media specialist, на другиот оглас се бара social media paid advertiser и на третиот оглас се бара content creator. Сите овие 3 CV-ња, односно, извинете, работни позиции, се поврзани со дигитален маркетинг. Меѓутоа, CV-то треба да биде различно напишано. Значи, ако вие сакате да аплицирате за content writer, треба да напишете одредени работи кои што се поврзани најмногу со тој дел кој што сте го работеле.
Ако бараат, да речеме, social media paid advertising specialist, треба да наведете повеќе информации за тоа. Значи, многу е важно да ги прилагодите информациите на тоа што се бара на работната позиција. Тоа не значи дека треба да лажете или да измислувате, туку едноставно да ги одберете клучните информации од вашето искуство, кои што се потребни нормално за таа работна позиција. И сега дел од вас може би ќе речат, добро, што ако немам работно искуство, што ако ништо не сум работел и сум почетник? Во таа ситуација, повторно треба да ги прилагодите информациите, меѓутоа овој пат ќе ги прилагодите во делот кој што е за образование, за сертификати, за некое волонтерско искуство. Значи, сосема е во ред вие доколку сте почетник да аплицирате за било која позиција во дигитален маркетинг. Нели нормално мора да се почне од негде. Не секогаш сите ќе имаат искуство, меѓутоа важно е повторно. Ако се бара Google Ads експерт, например, вие можете да кажете кои сертификати сте ги поминале, кои обуки сте ги поминале и така натаму, и во мотивационото писмо да кажете вака и вака, јас сум се уште почетник во област на дигиталниот маркетинг, меѓутоа преку изучување, да речеме, например, на курсот за Certified Digital Marketing Professional на Галексија, се инспирирав најмногу да учам за Google Ads и одлучив да го продолжам моето образование во таа насока, па затоа поминав и неколку курсеви кои што се од Google. Овие курсеви ми помогнаа уште повеќе да се стекнам со специфицирано и дедицирано знаење за таа област и верувам дека заслужувам шанса во вашата компанија. Пример. Не мора нели нормално исто вака да го напишете, меѓутоа чисто како пример во која насока би се одвивала содржината на мотивационото писмо. Четвртото е доста поврзано со првото, односно study your target audience. Тоа значи дека треба да истражите добро кој е тој човек кој што ќе го чита вашето CV. Ова најлесно е да го направите на LinkedIn. Значи треба да отворите на фан страната на LinkedIn на компанијата, доколку има. Предпоставувам дека ќе имаат повеќето или можеби нема да имаат, меѓутоа ако имаат, отварате на LinkedIn, одите во делот со employees и гледате кои се луѓето таму вработени. Добро е да ги отворите сите нивни профили, да видите кои се нивните интереси, кој е нивното искуство, какви објави објавуваат. Можете да ги истражите дополнително и на Facebook и на Instagram. Ова ние го предаваме исто делумно и во првиот модул за Certified Digital Marketing Professional, каде што во оваа ситуација вие го истражувате таргет купувачот. Сега, во ситуација кога треба да креирате CV, многу е важно да знаете која е таа личност, нели, што ќе го чита вашето CV. Така да, јас честопати кога држам обуки, викам дека може да ги отворите на Facebook, и на Instagram, и на Twitter и секде, се со цел да го запознаете подобро човекот. Нормално дека не можете вие 100% да ги имате сите информации да бидат тие правилни што би му се допаднало на него или на неа. Меѓутоа, доколку видите да речеме дека не знам, дека објавува доста често постови поврзани со социјални медиуми, можете во CV-то да пишете, односно во мотивационото писмо да пишете многу се инспирирам од информациите кои што тој ги споделува на LinkedIn. Би ми било драго да бидам дел од оваа компанија, бидејќи многу ми се допаѓа корпоративната култура. Нешто во тој стил. После тоа треба да направите план. Ова не е некаков science fiction план да треба да седнете и да пишувате вие сега 5 страни, меѓутоа едноставно да се испланирате која ви е целта. Значи, ако мене ми е целта да работам Facebook Ads Specialist, треба да знам дека, окей, тоа ми е целта и на таа цел ќе го терам начинот на кој што го пишувам CV-то. И последното, кое што не се гледа целосно или може вие го гледате, јас не, е да направите професионална фотографија од вас. Така на LinkedIn ќе видат доколку им го гледаме профилот. Тука има една финта, ама после ќе ви ја кажам. Иначе сосема е во ред да знаат. Мене ми е многу драго кога ќе видам дека некој го гледал мојот профил, а аплицирал кај нас за пракса или за работа. Тоа значи дека човекот се интересира и се грижи да дознае каква компанија сме ние. Значи нема ништо лошо во тоа да видат луѓето дека вие, како да кажам, you just did your homework. Значи мора да знаете каде да аплицирате. Многу е подобро да видат дека сте ги истражувале, отколку да аплицирате на 20 места со истото CV и таму кај што е релевантно и таму кај што не е релевантно. Да се вратам на последното, значи мора да направите професионална фотографија. Професионална фотографија не значи дека треба да одите во фотостудио и да платите пари за да ве сликаат, но значи дека фотографијата треба да биде, значи, од раменици нагоре,
да биде на едноставна позадина во една боја, значи можете да биде бела, крем, сива, црна, се едно, не е битно, и многу важно да не биде селфи, заради тоа што кога е селфи се познава и не делува професионално. Значи едноставно можете да облечете кошула и сако, дури не мора ни сако, можете маичка, зависи значи на која работна позиција аплицирате. Пак ќе кажам, бидејќи ова е нели општо, не е специфицирано за дигитален маркетинг. За дигитален маркетинг само треба да изгледате културно. Нас не ни е битно дали носите одело, сако, фустан или кошула или мајца, само е битно да изгледате нели нормално, културно и стокмено. И може да замолите некој да ве слика дури и со мобилен. Значи ако немате професионален фотографски апарат, можете и со мобилен, само е битно нели да биде окей сликата, да биде представителна. Окей. Следно. Кои се клучни елементи за добро CV? Значи, првиот клучен елемент е objective, односно summary. Ова е доста слично со делот кој што го имате на LinkedIn, кој ќе отворите на вашиот профил, нели има еден дел кој што треба да си напишете summary за вас. Значи, кои сте вие, со што се занимавате, какво искуство имате и така натаму. Овој дел од CV-то треба да биде краток, значи 1 до 2 параграфи, тоа е 3 до 7 реченички. Не 3 до 6 односно, не повеќе од 6-7 реченици. Односно кратко и јасно треба да го кажете вашето работно искуство, вашата мотивација, што е тоа што вас ве прави среќни, само не приватно, нормално поврзано со работата. И ова е веројатно првото нешто што човекот ќе го прочита, односно човекот кој што го чита вашето CV ќе го прочита. Следно ви е релевантно работно искуство. Тука повторно кажав, тие што имате работно искуство, треба да го наведете она што е релевантно за работната позиција, односно, да речеме, ако аплицирате вие за social media marketing expert, не е релевантно ако вие сте работеле, да речеме, келнер во Скопје, пример, меѓутоа е релевантно ако сте работеле на work and travel како келнер, пример. И сега што значи тоа? Ако сте работеле на work and travel, значи сте го извежбале англискиот, знаете да комуницирате со странци и слично. Може би вие ќе одлучите дека е релевантно ако сте работеле во Скопје, заради тоа што тоа покажува дека сте комуницирале со различни луѓе, дека сте имале можност да работите со различен карактер и многу лесно се прилагодувате и така натаму. Значи, што е релевантно, а што не за вашето CV, вие треба сами да одлучите. Бидејќи не постојат, како да речам, не постои шема специјална, дечки мора вака да пишете. Значи, тоа сами треба да си го одлучите. Следно се релевантни вештини, односно што е тоа што вас ви издвојува и треба да имате примери со кои што ќе ги поддржите тие вештини. Например, да речеме, менаџерски способности кои што се покажале преку водењето на тим од 10 луѓе на тој проект во 2019 година на таа и таа тема. Комуникацијски вештини усовршени преку, не знам, работа на 3 проекти поврзани со тоа и тоа. И така натаму. Ме сваќате, значи треба да кажете која ви е вештината, како сте ја усовршили или сте ја покажале и кој е искуството, односно примерот кој што покажува дека имате таква вештина. Тука е многу важно да се каже дека интернет не е вештина, работа со Excel не е вештина, значи сите овие работи, не знам, работа со Excel, работа со Facebook Ads, тоа не се вештини, тоа е знаење, односно техничко знаење. Вештина како скил е, да речеме, способност за комуникација со различни типови на луѓе. Public speaking, не знам, лесно прилагодливост на различни типови на задачи и така натаму. Следно, ви се сертификати. Тука треба да ги ставите повторно само релевантните сертификати. Јас, например, кога бев во средно, одев на дебата и јас во моето CV немав ставено ниту еден сертификат од тие што сум ги добила на дебата, заради тоа што јас сметав дека нема ништо да ми донесат, односно дека не се релевантни за позициите на кои што сум аплицирала. Така да сите сертификати што ги ставате треба да бидат релевантни. Пример, ако вие, да речеме, еве например што се случува во странство. Огласите што се пуштаат во странство за странски компании знаат доста често да бидат многу специфични. Во смисла да пишува се бара дигитал маркетинг спешалист кој што работел во бјути индустрија. И сега, ако вие, да речеме, сте посетувале курс за шминка или курс за ногти или каков и да е курс, меѓу друго што го работите за social media маркетинг,
можеби е добро да го наведете и тој курс. Затоа што тоа кажува дека, дечки, слушајте, јас имам знаење од social media, ама дополнително сум била и на курс за шминка, знам како се шминкаат луѓе, знам каков тип на шминки работат, ја разбирам козметикава, бла 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 бла, и тоа да си го склопите да функционира во ваша полза. Значи, повторно, тука е многу важно да ги ставите сертификатите кои што се релевантни за позицијата за која што аплицирате. Следно ви е едукација, односно кое е вашето релевантно образование, односно што сте завршиле, каде сте завршиле и така натаму. И исто така е добро доколку споделите нормално дополнителна неформална едукација. Сега, сертификати и едукација се две различни работи. Сертификати ви се официјални, како да речам, документи со кои што се покажува некое ваше знаење. Education може да биде и тоа дека јас сум посетила работилница за, не знам, креирање на огласи на LinkedIn. И сега јас може не сум добила сертификат за таа работилница, меѓутоа сум ја посетила и сум едуцирана на таа тема. И на крај, ова што дзирка тука, пак ќе кажам, не знам дали ви се гледа, е personality, односно вашите карактерни особини. Дали сте екстровертен, интровертен тип на човек, дали сакате комуникација со луѓе, дали сте повеќе соодветни за работа во тим или индивидуално, како функционирате. Значи, тоа е исто така многу важно, заради тоа што работодавецот кога го гледа вашето CV, со тој дел од personality, ќе може подобро да разбере како вие би се вклопиле во компанијата. Заради тоа што доста често се случува луѓе да се релевантни за позицијата, меѓутоа да не може да се вклопат во работната околина. Нас во компанијата во Вруток не се има случувано, значи да дојдат луѓе кои што се супер, меѓутоа едноставно не се поклопуваат со работната околина, со културата и така натаму. Така да многу е важно човекот кој што го чита вашето CV, освен овие формални делови, да дознае малку за вашите клучни карактеристики лични, како тие би се надоврзале во делот со работата. Сега, еве ви пример, не знам дали добро ви се гледа, за како се пишува objective, односно summary. Многу е важно да биде прецизно и јасно тоа што ќе го напишете, значи да нема многу филозофија и раскажување, туку да биде кратко и јасно. Доколку сте во можност, добро е да споделите релевантни бројки и треба да биде значајно. Сега во првото вика: Seasoned digital marketer with 6+ years of experience building and implementing strategies focused on SEO, email marketing, and AdWords, largely for small to medium-sized e-commerce sites. Successfully grew organic revenue by 74% in 8 months through a content creation and link building strategy. Значи, човеков успел во две реченици, две малку подолги реченици, да го сумира тоа што е клучно за работната позиција. Значи, кажува колку години искуство има, искуството во кој дел се однесува, значи experience building and implementing strategies, дека тие стратегии се фокусирани на search engine оптимизација, email маркетинг и AdWords. Значи, кажува специфично во кои делови работел. Не вика дека работел digital marketing strategies. За мали и средни компании, значи тоа е четврта прецизна информација, и дека успешно го зголемил ревењуто за 74% во 8 месеци through content creation and link building strategy. Значи имате информации, статистички бројки со докази и дополнително како го направил тоа. Значи имате во две реченици 6 клучни информации што овој човек работи и како постигнал успех. За разлика па од другата, тука вика: I'm an experienced digital marketer who has worked on every aspect of digital marketing for a variety of clients. I'm looking to grow my career and gain valuable new experiences. Ништо не вика овој. Вика, јас имам искуство од диджитал маркетинг, сум работел на све или сум работела на све со многу клиенти и сакам да успеам да се изградам кариера. Значи тука не вика ништо. Доколку немате искуство, во summary треба да напишете повторно информации што сте ги правиле претходно, што се релевантни. Во смисла, да речеме се завршила факултет. Можете да кажете дека сте, не знам, exceptional student, just graduated на тој факултет, на тој одсех,
со оценка, како беше на GP, тоа и тоа, со тоа и тоа оценка просечна, односно, како се викаше на македонски, не ме текнува, со просек, например, со просек 10.00 и изработи проект на тема таа и таа, која што беше меѓу топ 3 најдобри проекти во генерацијата. Пример. Сега ова е да речеме за факултет. Ако не сте студент, сакате да смените кариера, можете да споделите нешто од вашето претходно работно искуство, кое што е барем делумно поврзано. Да речеме, ако сте работеле во продажба, а сега аплицирате за social media маркетинг, може да кажете, преку моето работно искуство во таа и таа компанија, продавницата го зголеми својот профит до толку и толку посто. Или ако сте работеле, не знам, не ми текнува сега ако сте работеле, да речеме, не знам, ај кажете што сте работеле, не знам, не ми текнува вака пример, мора да ми кажете конкретно. Значи за студенти е многу лесно. Ако немате искуство, а сте биле студент, треба да кажете кои ви се оценките, кои ви биле успешни предмети, на кој смер сте завршиле, што сте правеле надвор од активностите на факултет, дали сте учествувале можеби на некој надпревар или на нешто и така натаму. Присуство на вебинар, па јас би рекла и да и не. Повеќе не, заради тоа што вебинарот е, како да кажам, може да се свати и да не се свати како релевантно. Заради тоа што да речеме, еве сега вие во рок од 2 месеци може да изгледате 20 вебинари. Нема логика да ги наредите сите 20 вебинари. Можете да напишете, да речеме, посета на 5 вебинари месечно, кои се релевантни на таа и таа тема, вклучително кој. И сега ќе кажете, Галексија вебинар, како се прави CV, тој е вебинар. Значи, можете, пак ќе кажам, во зависност од тоа која ви е целта. Вебинаров за CV не треба да го ставате во CV. Заради тоа што, освен ако не аплицирате за HR, например, на некоја позиција. Затоа што вебинар за како се прави CV нема никаква поврзано со диджитал маркетинг. Така, и сега, ако вие сте го гледале овој вебинар и аплицирате за позиција на диджитал маркетинг, не треба да го ставате. Меѓутоа, ако сте го гледале претходниот вебинар на Галексија, каде што зборувавме за имейл маркетинг, или тој пред него, каде што зборувавме за како се креира контент календар, тоа е добро да го ставите, затоа што кога работодавецот ќе види, аха, чекај, овој човек, оваа девојка или овој дечко биле на вебинар за тоа како се креира контент календар за social media, сигурно знаат повеќе од овие што не пишале ништо во таа насока, а исто така немаат искуство. Значи, ќе кажам вака еве као заокружено, доколку вебинарот кој што сте го гледале е конкретно релевантен за позицијата за која што аплицирате, ворете да го ставите. Меѓутоа, ќе го ставите негде при крај на CV-то, значи во останати активности. Прво иде сертификати и образование, па после тоа одат вебинари. Океј? Океј. Следно, значи релевантно работно искуство, доколку имате, нормално ставате компанија, на која позиција сте и специфичен опис на работата која што сте ја правеле. Овде е исто така многу важно прецизно да објасните што сте работеле. Нормално не треба да седнете и сега вие цела завеса да искуцате од сите ваши работни активности, туку треба да ги одберете само активностите кои што се релевантни за вашата работна позиција. Многу ќе ви биде лесно ако овој дел овде, precise and specific description of the work you have done, ви биде напишан на истиот начин како овде. Нормално не се истите информации. Заради тоа што овој начин на пишување во кратка и јасна реченица може да ги каже сите клучни информации кои што ќе му требаат на работодавецот. Работодавецот нема време да чита есеи, така да треба кратко и јасно. Например, бев одговорна за тим од 5 луѓе кои што чијашта работа беше да помагаат на тимот за продажба преку креирање на развојни стратегии за социјалните медиуми Facebook и Instagram. Ако немате работно искуство, нормално не го пишувате работното искуство, меѓутоа тука можете да ставите волонтерски активности. Значи, ако сте студент што сега завршил факултет, ако менувате кариера, можеби до сега немате работно искуство, се посветиле на нешто друго во животот, па сега сакате да почнете да барате работа, треба да споделите нешто што е релевантно
нормално, затоа што сте го правеле и поврзано, повторно ќе кажам, со работната позиција за која што аплицирате. Релевантни вештини со примери, она што го наведовме, нормално треба да кажете која вештина, како што ви реков, пример, каде и како сте искористиле таа вештина и како е помогнала на компанијата, на тимот или на организацијата каде што вие сте искористиле таа вештина. Значи, повторно ќе кажам, ова не мора да биде поврзано со работа. Може да биде волонтерско искуство, може да биде работа во невладна организација, може да биде еднократен проект на кој што сте помагале на другар, пријател, другарка. Може да биде и дел од работа, може да биде, не знам, некоја ситуација каде што сте помогнале. Може да биде било што каде што вие сте искористиле некоја ваша вештина, кажувате пример како сте ја искористиле и како тоа помогнало на организацијата, тимот или компанијата каде што сте биле. И повторно, и ова треба да биде во насока вака напишано. Значи, овој пример следете го како добар пример како се пишуваат многу информации во краток параграф. Следно имаме сертификати и едукација. Значи, ова треба да ви бидат две посебни секции. Не треба да ги мешате формалната и неформалната едукација. Секогаш треба да споделувате сертификати само што се релевантни, пак ќе кажам, на работната позиција. Ова 100 пати ќе го повторам денес. И доколку имате добар резултат, односно добри оценки, може да ги споделите. Доколку не се чувствувате пријатно да споделите просек од факултет или да споделите резултат од некој сертификат кој што сте го положиле, ворете да не го споделите. Значи, не е ништо страшно ако ви бил просек од 6,9 или 7,2, вие можеби во меѓувреме имате 10 години работно искуство и формалното образование не ви влијало толку многу директно на знаењето кое што го имате сега. Така да, сосема е во ред ако одлучите да не споделувате оценки или резултати, меѓутоа доколку тие се позитивни, нема зошто нели да не ги споделите, секогаш е добро да имате екстра подкрепа на вашата едукација. Кога станува збор за формалната едукација, веќе средна школа нема потреба да пишувате. Значи, на некого му е важно, на некого не, може, но и не мора. Основно образование тотално нема потреба да пишувате, значи на работодавците не име гајле дали сте учеле од 1 до 8 во аеродром или во Ѓорче или во Бардовци или било каде. Многу е важно секогаш, исто тоа не го напоменав, последната завршена активност се пишува прва. Значи, прво се пишува факултетот, па средното образование, па основно ако го пишувате. Кога пишувате работна позиција, најгоре ја пишувате последната работна позиција, па после таа пред неа. Значи, на врвот секогаш оди тоа што е последно направено. Океј? Исто се сертификатите нормално. Секогаш на врвот го пишувате тој што сте го добиле последен. Од аспект на personality, односно карактерни особини, секогаш треба да ги споделите вашите лични карактеристики кои што би биле пожелни за таа работна позиција, да споделите како би ви помогнале, односно како би помогнале во работата и секогаш треба да го значи да го представите вашиот интерес за позицијата. Ова со personality некогаш луѓето одлучуваат да го напишат и во мотивационо писмо. Така да сосема е во ред, ако одлучите да не го ставите во CV, можете да си го ставите во мотивационо писмо, каде што ќе пишете, например, јас сум комуникативна личност, сакам да работам со многу луѓе. Верувам дека тоа ќе придонесе многу, доколку работам во тим, заради тоа што имам искуство во работење со тимови од различна позадина, значи од различна етничка припадност и немам никакви предрасуди во однос на тимот. И нормално треба да покажете зашто се интересирате за позицијата која што е намената. Сега, да речеме сте го напишали идеалното CV, откако ќе го напишете CV-то, прво е најважно да направите proofreading. Што значи proofreading? Треба да обезбедите дека немате никакви печатни грешки, да ги проверите сите бројки за датуми, да не сте утнале нешто, периодите дали ви се точни и така натаму. Да видите начин на кој што сте ги формулирале исказите, можеби негде, да речеме во тие summary што ги пишувате, можеби ќе биде премногу долго или премногу кратко, или сте изоставиле да напишете нешто. Значи, секогаш е важно кога ќе завршите, оставете го саат-два CV-то и после седнете, од почеток прочитете го
И замислете си дека вие сте човекот кој што прави селекција. Значи, замислете си дека вие сте human resource person, значи дека вие правите анализа на CV-ња и погледнете го вашето CV и видите дали и што треба да смените. Исто така е добро да го споделите со некој кој што може да ви даде фидбек, меѓутоа тоа да не биде некој што по секоја цена ќе ви каже дека вашето CV е добро. Значи, дајте го на некој пријател, на некој од семејството, не е битно. Меѓутоа, секогаш човекот кој што ќе му дадете да го прегледа, треба да ви каже, нели, мислење кое што нема да биде пристрасно. Еве сега доаѓаме до делот за именување. Ние често пати добиваме CV-ња што се, на пример, Теодора CV или Вруток CV или ме сваѓате? И ние немаме појма ниту кој е човекот, ниту за која позиција аплицира, и кога имаме повеќе работни позиции отворено, многу е тешко да направиме селекција кој CV каде треба да оди. Најдобро како да го напишете, еве може јас вака овде ќе ви напишам, име и презиме, долна црта CV, долна црта позиција. Или можете во било кој друг редослед да го напишете. Секогаш е добро да стои прво име и презиме, заради тоа што луѓето кои што проверуваат CV-ња, обично ги редат по азбучен ред и така прават анализа. И после кога му треба некој, само си го гледа, добро, еве ми го човеков, ќе го ставам во потесен избор. Значи, многу е важно да го именувате правилно. Дали ќе биде латиница или кирилица, тоа не е важно, битно е само да имате име и презиме, долна црта CV, долна црта позиција. И нормално кога имате мотивационо писмо, пишувате име и презиме, долна црта или мотивационо писмо или sejedno и фирмата. Мада не мора и фирмата да пишувате. Може вака, позиција. Океј? Следно што е многу важно, овде не го споделив, меѓутоа добро е да го имате мотивационо писмо да си напишете за позицијата за која што аплицирате. Пак ќе кажам, најголемата грешка што ја прават апликантите е што праќаат исто CV на 100 различни места без да се позамараат малку повеќе да научат за ситуацијата. Многу е лесно, дечки, да се примети кога некој ви праќа така CV. Ние искрено не ги прегледуваме. Значи ни се случувало многу често да добиеме CV каде што внатре пишува за работната позиција таа и таа во таа и таа фирма, што сосема е нерелевантно за кај нас, значи пишува сосема друга компанија. Ни се случува да добиеме CV кое што не е именувано. Ќе ви покажам после и други примери. Значи, кога сте од позиција на работодавач и кога ќе видите дека човекот не се позамарал да стави ни наслов на документот, си викате, па ако не се позамарал да стави наслов, ја нема да се позамарам да го видам CV-то. И во целиот тој хаос што се случува со милиарда CV-ња кои што ги добивате, едноставно работодавците немаат време да посветат плюс една минута за да откријат што се случува сега со CV-во. Пошто ако посветат по една минута на секој од 150 CV-ња, тоа се 150 минути, тоа се 2,5 сати. Така да гледајте го малце како од тише перспектива, за да видите колку е важно да се обрнува внимание на ваквите детали. Секогаш подготвувајте професионален имейл или порака, доколку аплицирате на веб страна. Значи, да речеме, како кај нас има веб страна и само аплицирате и немате можност да оставите коментар, можете дополнително да пратите мејл, да пишете почитувани, јас сум таа и таа, вчера испратив апликација или денес испратив апликација преку вашата веб страна за таа и таа позиција, ве молам да ме известите дали апликацијата ја примивте. Доколку ви се потребни дополнителни информации, стојам на располагање. Кога ќе подготвувате професионален мејл, секогаш исто така многу важно да го именувате како што треба. Ние во делот нашите огласи, можеби некој од вас забележал, имаме пишано дека единствено апликациите кои што ќе бидат именувани според примерот во нашиот оглас ќе бидат прифатени. И кога добиваме CV-ња каде што насловот на пораката не е тој што нас ни треба, ние него ни отвараме мејлот, заради тоа што тоа ни е на нас знак дека човекот не го прочитал прецизно огласот за работа. Ако некој не одвел 10 минути од своето време, прецизно да го прочита огласот за работа, не заслужува да биде поканет на интервју. Затоа е многу важно прецизно секогаш да ги читате огласите, да ги гледате деталите и да го именувате правилно мејлот. Значи може да напишете, да речеме, име и презиме повторно, секогаш со име и презиме,
апликација за работа, позиција. Или може да пишете, зависи ако имате некакво специфично барање од огласот, или може да ставите прва позиција, job application, име и презиме. Само е многу важно да го насловите како што треба и нормално, доколку пишувате на македонски, секогаш користете кирилица, доколку пишувате на англиски, албански, турски или било кој друг јазик, секогаш користете латиница. Многу е важно да се запази исто така структурата на мејлот кога пишувате, значи да имате прво почитувани или добар ден или добро вечер или здраво, потоа да имате краток параграф кај што се представувате, кажувате што како, во прилог ви го праќам тој документ или во прилог ви ги праќам следниве документи. Под 1 CV, тоа и тоа, под 2 мотивационо писмо. Би ми било драго доколку имате време да го прегледате и ви стојам на располагање за сите информации. И на крај, нормално, секогаш е важно да го зачувате во PDF. Значи, немој да праќате CV-а и мотивациони писма кои што се во Word документ, кои што се во Paint, кои што се сме добивале во Notepad CV-ња исто напишани, сме добивале CV-ња кои што се напишани во subject-от на мејлот. Така да, најбезбедно ви е секогаш да го зачувате во PDF. За тие кои што имате програмче за едитирање на PDF-и, исто така можете да ставите и свој рачен подпис. Тоа не ви менува многу, само е битно да биде добро структурирано, да биде зачувано во PDF за да биде професионално. И за тие што пишувате на кирилица, ве молам немој да користите Times New Roman, заради тоа што некогаш луѓето кои што го читаат CV-то немаат Times New Roman на нивниот компјутер и ќе им се појават хиероглифи, ќе ви покажам како, или ако е некој друг фонт. Значи, кога користите кирилица, секогаш користете кирилична поддршка од самиот компјутер, заради тоа што тоа е најбезбедниот начин дека сегде ќе се отвори CV-то и ќе биде правилно. Сега, дополнителни совети кои што можам да ви ги давам се да избегнувате Europass CV, освен ако компанијата не го налага тоа. Мене ми се случи ситуација, не знам кога беше, пред неколку години. Имав објавено на Facebook еден темплейт кој што беше спремен од Europass само за да го пополните. Имав едно 10 луѓе кои што ме искараа, као ова е толку old school, не се користи веќе, вака, така, онака. Си викам, чекај, може треба да направам истражување, може се луѓе во права. И сватив дека Europass CV е веќе многу застарен метод и најчесто се користи или во големи корпорации што ви се од Европа, или во невладини организации, или во компании на кои што им е најлесно да го гледаат тој тип на CV. Така да доколку можете, а сите можете, избегнувајте да користите Europass, заради тоа што сега на интернет имате милиарда бесплатни алатки кои што може да ги користите, за да креирате CV, имате тулови и сите тие работи. И многу е подобро кога ќе посветите малку повеќе внимание, кога ќе види работодавецот дека ете се го спастриле, педантно изгледа и е окей. Следно, како што кажав за дизајнот, треба да биде креативен, меѓутоа во исто време треба да биде професионален и едноставен. Значи избегнувајте да користите многу дреч бои, избегнувајте да биде премногу шарено и така натаму. Еве, например, сега ќе ви кажам, еве презентацијава ја гледате, користиме портокалово и виолетово. И сега портокаловата како боја, например, е многу дреч и нападна. Меѓутоа, поради тоа што се користи минимално, само од страните, нели, како граница, и имате тука еден мал елемент со точкиве, тоа е се. Позадината е бела, насловот е виолетов и тоа е тоа. И сега ова е во исто време окей креативно, значи не е нешто магично, ама е пак добро изгледа, значи окото го прифаќа, меѓутоа во исто време е професионално и едноставно. Значи треба да избегнувате комплицирани дизајни. Најмногу што треба да користите фонтови е максимум 2 различни фонтови. Еден за насловите, вториот за објаснувањата, односно поднасловите. Немојте да користите повеќе од 2, затоа што може само да ги искомплицира CV-то и од визуелен дизајнерски аспект ќе биде многу тешко, како да речам, тешко е за око, не изгледа убаво. Немојте да споделувате премногу информации кои што не се релевантни, 100 пати го повторив, нема више да зборам. Обидете се да најдете начин како ќе се истакнете од другите.
и не аплицирате на ирелевантни позиции. Овде сега повторно може да се појави прашањето, ама што ако немам искуство? Вие пак можете да се издвоите со тоа што иако немате искуство. Значи може да најдете, да речеме, креативен начин како во CV-то да прикажете идеја која што имате за таа компанија. Или на крај да пишете: јас немам искуство, меѓутоа сум спремен или спремна да работам, да учам, да се посветам, да ги изгледам сите курсеви само за да добивам работата. Значи, ова стендаут или издвојување од конкуренција, односно од другите кандидати, не треба да го гледате како нешто што е science fiction. Не се очекува од вас да измислите топла вода. Доволно е да направите некој мал гест во CV-то, кој што ќе го привлече вниманието на човекот што го чита и ќе рече: види бе, овој му текнало да пише дека е мотивиран. Види му текнало, не знам, да каже нешто креативно. Значи, најдете нешто што ќе биде харизматично, зборам сега за тие што немате искуство, што ќе биде доволно харизматично, но не премногу нападно, за да покаже дека ете вие се извојувате. Например, ако немате искуство, еве сега ова малце на страна од CV-во, ако немате искуство било какво во дигитален маркетинг, меѓутоа учите дигитален маркетинг, еве ние имаме кај нас на Certified Digital Marketing Professional, имаме веќе група која што учи, имаме група која што почнува утре. Значи, дел од тие луѓе немаат искуство, доколку некој слуша, еве што може да направите. Ако вие добро сте истражиле компанијата и аплицирате, да речеме, за social media specialist junior, можете да седнете и да направите контент календар, предлог контент календар за таа компанија. Или да речете: дечки, јас седнав, ги изанализирав вашите социјални медиуми, еве го моето мислење, и во мејлот ќе напишете: освен моето CV, во атачмент ви испраќам дополнителни 2 документи. Под 1, анализа на вашата моментална позиционираност на социјалните медиуми. Под 2, предлог стратегија за креативи на вашите социјални медиуми. Со самото тоа кога ќе го прочита работодавецот, ако нормално ви е насловот и CV-то окей, автоматски одите нормално во потесниот круг. Дури да не се толку добри тие предлози и да не се релевантни за, како да речам, нели вие немате позадински информации, го имате само тоа што сте го истражиле. Пак се гледа дека сте направиле дополнителен чекор, сте се позамарале, сте седнале 3 сати пред компјутер и сте направиле нешто плюс што другите кандидати не го направиле. Океј? Следно, многу е важно да обезбедите дека CV-то нема да е подолго од 2 страни. Ако успеете да ставите све во страна до страна и пол, тоа е најидеално. И пак ќе кажам, кратки, концизни и прецизни информации. Избегнувајте да везете завеси, заради тоа што луѓето што читаат нема да имаат време. И последното е: do not put skills for the sake of having them. Ова сега може ќе ви звучи смешно, меѓутоа во 90% од CV-њата ние имаме хоби: читање книги, пешачење, животни, или гледање филмови, или имаме карактеристики: работа со Microsoft Office пакетот, Internet Explorer и слично. Значи, прво, Internet Explorer не е скил. Второ, Microsoft Office пакет, кога ќе кажете дека имате познавање, тоа е премногу сериозна изјава. Значи, познавање на Microsoft Office пакетот треба да го пишете специфично. Значи, например, искуство во работа со Excel за креирање на, не знам, комплицирани податоци поврзани со статистика. Искуство во работа со Microsoft Word за креирање на семинарски работи. Нема да пишувате дека имате искуство со Microsoft Office, затоа што тоа више луѓето него не читаат. Мислам, не викам да не пишете воопшто, туку кога ќе пишете, кажете кое е тоа искуство. Значи, ако јас имам искуство со PowerPoint, не значи дека сум експерт во PowerPoint. Ако јас имам искуство со Excel, не значи дека сум експерт во Excel, затоа што во Excel, например, може да се програмира. Во Excel се прават скрипти кои што после праќаат автоматизирани мејлови. Значи, сите овие работи треба да ги знаете, за да го пишете стварно дека сте супер, дека го познавате. Internet Explorer и познавање на интернет не постои. Значи, работа на интернет, не знам како да ви објаснам, тие работи не треба да ги пишувате. Значи, кај skills пишувате искуство во работа со Microsoft Office пакетот во заграда, да речеме Word, Excel, PowerPoint, и пишете во 2-3 потточки кое е вашето искуство. Значи, за Excel, ако вие сте пополнувале податоци во Excel,
без да користите формули, без да користите AutoSum, без да користите Total, тоа е многу базично, значи можете да го научите за еден ден. Меѓутоа, ако сте правеле покомплицирани извештаи, ако сте правеле пити и сите тие работи, тоа треба да го наведете поспецифично, за да знае работодавецот на кое ниво е вашето познавање. Хоби читање книги звучи многу клише. Ако стварно читате книги, може да напишете во заграда последна прочитана книга, таа и таа. Јас секогаш кога ќе ни дојдат луѓе на интервју кои што ми имаат пишано читање книги, ги прашам која е последна книга што ја прочитале, кога ја прочитале, зошто ја прочитале и што научиле од неа. Значи сите тие 4 прашања им ги поставувам за да видам дали луѓето стварно го прават тоа, затоа што имате луѓе кои што стварно читаат книги, читаат професионална литература, постојано се едуцираат. И тоа заслужува да стои во CV, дури и во делот за едукација. Значи, кога јас читам цело време професионална литература, зошто да не си го ставам тоа во едукација? Али ако читам јас белетристика еднаш во 3 месеци, тоа никако не е релевантно за моето CV за дигитален маркетинг. Така да треба да си го оставам на страна и ќе си читам нормално тоа во слободното време. Следно е совети за CV специфицирано за дигитален маркетинг. Прво, како што ви кажав, треба да креирате повеќе од едно CV. Значи, секој CV треба да биде посветено на позицијата за која што аплицирате. Второто е да обезбедите дека ќе споделите информации кои што се поврзани со резултати од изминати активности и кампањи. Ова најмногу се однесува на луѓето кои што имаат искуство во дигитален маркетинг, меѓутоа тие што немаат, да речеме, ако одите кај нас во лекција на курс и сте правеле некоја вежба, можете да споделите вежба. Сега вие ќе немате можеби резултати од таа вежба, мислам резултати во форма на кликови, лајкови, нови клиенти и слично, меѓутоа можете да споделите на што сте работеле. Ако сте студент или сте човек кој што менува кариера, можете да споделите слични информации кои што повторно ќе бидат мање више релевантни. Ако немате такви, ворете да го оставите празно и да пишете дека сте спремни да научите, дека имате голема желба за учење и напредок во кариерата и дека немате никаков проблем да се надградувате себе си. Create your value proposition and demonstrate your enthusiasm, се е како две во едно. Односно, треба да креирате, како да го кажам сега, value proposition е зошто да ве одберат вас. Значи, треба да смислите што е тоа што вас ви издвојува од останатите и треба да покажете дека имате ентузијазам за да научите оваа работа. Ова има мутното, не е send a motivational CV, тука е motivational letter with some creative suggestions about how you plan to work on your new job position. Значи, ова е тоа што ви кажав. Ако немате искуство, покажете го ентузијазмот и кажете зошто вие сте добри. Значи, вие можете да пишете, јас сум проактивен, сакам да давам идеи, сакам да работам во тим и така натаму. И ако сето тоа го напишете во мотивационото писмо и дополнително пратите документ каде што ќе речете дечки, еве ви предлози, ја мислам дека вакви кампањи многу добро може да функционираат за вас, автоматски го подкрепувате тоа што сте го пишале во мотивационото писмо и покажувате дека вашиот value proposition е тоа што вие се издвојувате од другите, правите чекор плюс без никој да ве мотивира и да ве плаќа за тоа, заради тоа што едноставно се грижите и сакате да добиете работава. Не знам дали некој од вас гледал Suits, ако се сеќавате, како не ми текна како се каже Војна Харви што му беше партнер дечкото. Не е битно, како он ја доби работата. Значи он отиде, Майк Рос е. Значи Майк Рос што направи? Беше надуван, влезе кај Харви во канцеларија и седна и му рече слушај, јас сакам да работам тука. И сега не се сеќавам точно како беше сцената, али на крај што му рече Майк? Кажи ми било која страница од таа книгата што има со закони, ќе ти кажам што има. И он отвори, му кажува таа е таа страна, не знам, тој параграф, таа е таа реченица. И Майк почна да го рецитира тоа што го пишува во книгата. И на лице место му покажа што е тоа што он се издвојува од другите. И нормално нема врска сега, тоа е филм, Холивуд, нели сите тие работи. Ама поентата е дека ако вие стварно сакате да добиете некоја позиција, можете да направите нешто креативно за да ја добиете таа позиција. Океј? Дури да значи тоа да речеме не ви се јавиле 2 недели и вие што правите? Одите таму, тропате на врата и викате здраво, тука ли е HR човекот, може ли да поразговарам или ќе се јавите да закажете состанок,
здраво, јас сакам да работам кај вас во компанијата, долго време ве гледам, бла 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 бла. Така да јас сакам да ве мотивирам и да ве инспирирам сите, ако стварно сакате да работите во некоја компанија, ако стварно имате голема желба да работите, треба да најдете начин да бидете креативни, да се издвоите за да види компанијата дека стварно сакате да работите. Најголемата грешка која што ја прават луѓето кои што аплицираат за работа е тоа што немаат немаат ентузијазам. Значи, се праќаат генерички CV-ња и се праќаат генерички мејлови, генерички мотивациони писма. 90% од мотивационите писма ние што ги добиваме се генерички. И кога ги прочитам јас дека се генерички, не ни обрнувам внимание на тоа што го пишува. Ме сваѓате? Значи, многу е важно и ова е за вас како луѓе кои што бараат работа, да вие ја одберете компанијата кај што сакате да работите или топ 5 компании каде што би сакале да работите и на секој од тие 5 компании да им покажете колку вие многу сакате да работите таму и зошто сакате да работите и зашто мислите дека тоа е идеалната работна околина за вас. Заради тоа што верувајте ми кога ќе го видат тоа работодавците, еве јас како работодавец кај нас гледам дека многу недостига ентузијазам кај вработените. Значи многу недостига да видите spark in their eyes, дека стварно сакаат да сгазат. И затоа ние, например, од друга страна, имаме многу успешни приказни каде што луѓе дошле кај нас на пракса и толку брзо напредувале и се покажале, имаат страст за тоа што го работат, што ние после тоа ги вработуваме. Така да, искуство и неискуство мање више. Нормално за некои работни позиции мора да имате искуство. Значи не може вие да работите платени реклами на Google без нула искуство. Заради тоа што пак тука станува збор за суми, за пари, многу се мерат работите, треба да имате return of investment и сите тие работи. Меѓутоа, ако сте почетник во индустријата и ако сакате да се покажете од негде, тогаш нема никаков проблем. Ние сме имале луѓе кои што доаѓаат на интервју, конкретно една девојка која што работеше кај нас, сега повеќе не работи бидејќи не живее тука. Значи, она дојде на интервју и ми рече, јас сакам да работам social media маркетинг, немам искуство до сега, ама еве си направив моја фан страна, мој блог и нешто чепкав, научив. И се јас кога видов колку се позамарала за објавите, за постовите, дека и фаќа кликерот и сите тие работи, автоматски ви е тоа чекор плюс. А таа немала никакво искуство претходно во дигитален маркетинг. Едноставно си рекла, чекај ме малце, го научив ова, дај да пробам да видиме што ќе се случи. Океј. Последното, доколку имате некакви препораки, секогаш споделете ги, со тоа што препораките ве молам немој сами да си ги пишувате. Значи препораката треба да ви дојде од човекот кој што ве препорачува. Знам јас дека на професорите им е полесно вие да му го искуцате по да потпишат или на работодавец кај што не работите веќе вие да му го искуцате и он да го потпиша, али добро би било ако не можете од претходен работодавец или професор, барем некој што соработувал со вас. Дали сте работеле на заеднички проект, дали е колега, дали е без разлика, значи да најдете релевантна препорака која што нема да биде онаква штанцана, како што ги прават 90%, дека сте вие супер и бла бла бла. Значи најдете пораки што се genuine, како викаат, што доаѓаат стварно од луѓето кои што ве препорачуваат, заради тоа што ти имаат многу поголема вредност. И сега доаѓаме до неколку интересни примери за лошо CV. Ова се два различни примери. Едниот пример од лева страна го споделив заради неколку причини. Првата причина е дека ова CV имаше цела страна која што беше насловна страна. Значи, кога праќате CV, CV-то не е проект за на факултет или било каков документ кој што треба да има насловна страна. CV-то треба да си почне одма со информациите. Нема вовед главен дел и завршен дел, туку едноставно тоа е еден документ кој што треба да ги сподели релевантните информации. Значи, овде стоеше име и презиме на дечкото, и тука пишуваше digital marketing. Digital marketing ниту е позиција, ниту е компанија, ниту ништо. Значи, кога ќе пишете Теодора Николовска, digital marketing, тоа ништо не значи. Може да пишува Теодора Николовска, professional digital marketer with experience in SaaS and e-commerce companies. Или да пишува Симона Костовска, не знам, проектен менаџер во маркетинг агенција. Или што и да е, што ќе биде објаснување на тоа кој е човекот. Digital маркетинг ништо не значи. Друго, ако сакате да ја пишете позицијата, треба да пишува
Теодора Николовска и одоздола applying for the job position, таа и таа, at Brutok Marketing and Consulting. Од лева страна гледате дека има слика каде што човекот вака позира и позади него има плочки и има кравата, односно лептермашно. Значи вакви фотографии не се професионални. Ова е тоа што ви го кажав преска. Селфиња, сликање у веце со плочките, позирање, нема потреба. Значи овде не аплицирате за, како ви кажат, за beauty contest, туку аплицирате за вашите вештини за да добиете работа. Од десна страна, ова што ви го покажам, значи ова лево е пример дел од CV. Значи ова не е целото CV, ова е само насловната страна ја извадив. Од десната страна ова е целото CV што го имаме добиено. Значи имаме нели слика, име и презиме, professional title, short and engaging pitch about yourself. Значи човекот не се ни позамарал да го избрише тоа што го пишува во темплетот. Овој делов дека треба да биде тој воведот што ви го зборав од 1 до 2 параграфи. Во оваа ситуација човекот не се позамарал да го избрише или можеби не разбира што значи тоа што го нашол. После имате образование, вештини, интернет, Microsoft Office, тука не можам да прочитам. Значи пак ќе повторам, интернет не е вештина. Значи никогаш не пишувате интернет дека е вештина. Работно искуство немам, тоа е сосема во ред ако нема работно искуство. Англиски јазик добро познавање. Сега, ако нема работно искуство, тука требало да пише зошто е мотивиран и зошто сака да почне неговото работно искуство кај нас, да ни каже што е работава, зашо аплицира кај нас. А јас кога ќе добиам CV, кај што имате само име, презиме, образование, зашто јас да се замарам него да го барам на социјал медија? Исто инаку сакав да ви напоменам, добро е сега што ми текна, пожелно е секој од вас да има LinkedIn профил и тој LinkedIn профил да ви служи дополнително како CV. Значи LinkedIn профилот можете да го пополните на ист начин како CV-то, дури на таков начин ви се наредени работите. Значи имате име, презиме, окупација, имате краток параграф што како работите, работно искуство, едукација, сертификати и препораки. Така да сосема е во ред и добро е, дури би ви препорачала сите да си го средите LinkedIn профилот и кога ќе правите CV, можете овде кај што ставате контакт информации, односно тука е во овој дел, да додадете и LinkedIn профилот како ви е, односно URL-от како ви е. За да луѓето ако сакаат да ви истражат, можете да ве видат и на LinkedIn. Следно лошо CV, еве го ова од лева страна што ви кажав, има хиероглифи. Значи ова, јас кога го отварам, ми пишува work experience, social media manager и тука нешто се дешава и се багира целото. И едноставно не можам да го прочитам. И сега нема јас да го барам човеков да му речам, ало, слушај, си ми пратил CV, ај сега смени го, ако можеш прати ми го како што треба. Тука едноставно овој човек не добива ни шанса, само заради тоа што не се позамарал да го среди CV-до како што треба. Овде е друг пример ова, способности и вештини. Само секунда. Познавање од областа на компјутери, значи Word и PowerPoint не е познавање од областа на компјутери. Ова е најчестата грешка што се прави. Познавање од областа на компјутери мене ме асоцира лично на хардвер. И сега некој друг може ќе го асоцира на софтвер. Познавање од областа на компјутери не постои. Word, Microsoft PowerPoint, како и актуелности на интернет, Facebook, Instagram, Pinterest и друго. Ова не е релевантно за CV. Актуелности на интернет мене апсолутно ништо не ми значи. Тука има лични особини навезани како завеса и дополнителни информации, не се битни и сликава сакам да ви ја покажам, значи сликава е на некоја забава на базен. Мене ова не ме интересира. Ако оваа девојка аплицирала да речеме да работи во real estate бизнес во Лос Анџелес, Калифорнија, ваков тип на слика би бил добар, заради тоа што таму бараат изглед на вработените. Кај нас конкретно не бараме изглед на вработените, бараме способности и вештини. Така да очекуваме дека оваа фотографија ќе биде фотографија од ликот на човекот, само за да го препознаеме. Дури и сега најново по закон, ако сакате не мора да ставате слика, меѓутоа секогаш е добро, според мене, да има слика, чисто за да ве препознае човекот утре кога ќе дојдете на интервју, ако ве одберат, да знаете кој сте, што сте. Али не е задолжително. Еве сега пример за добро CV. Значи имате овде фотографија,
лични податоци и еве ви го овој дел, get to know me. И овде на кратко споделува информации која што е какво. Работно искуство, јазици, вештини, контакт информации, образование, волонтерски активности. Ништо повеќе не ви треба. Се е склопено во едно CV. Нема филозофија, јас тука што сум работела везање за веси. Кажани се вештините, еве ви ги овдека. Сега, овде, Unity. Овие се програми за дизајн и само има оценка, значи нормално тоа е своеволна оценка. Колку личноста сама на себе си дава. Следно, имате уште едно CV, еве го гледате колку се слични. Значи само е форматот различен. Овде ви е тука ставен описот. Овде ви е од страна. И тука еве ви about me, контакт информации имате надолу. Имате образование, работно искуство, значи што све еве ги задачите се овдека наредени, што работел човекот, професионални вештини, софтвер вештини и лични вештини. Океј? И овде, ова инаку CV на една наша вработана. Па веројатно го правеле на Canva. Да, ќе ви пратам. Ова е на една од нашите колешки, не знам дали се сега на вебинарот, ама нема да ја откриеме која е, заради заштита на личните податоци. Меѓутоа, ова е девојка која што работи сега кај нас во моментов. Гледате, кога аплицирала, била студент. Тука пишува student. Значи имате краток опис, кој е човекот. Овде имате контакт информации, вештини, тука е еден куп вештини навела, јазици, интереси. Овој дел со интереси е многу интересен, заради тоа што таа имаше наведено reading, меѓутоа кога ја прашавме на интервју знаеше да каже која книга ја читала. И тука имате дополнително theater, заради тоа што еве таа пишала дека интересира театар и сега во слободното време зима часови по глума. Така да тоа што го пишала е релевантно за неја, не го пишала само ради реда. Следно, едукација, работно искуство, со тоа што имате логистик спешалист, фриленсер и волонтер. Ништо поврзано со диджитал маркетинг. Кога била волонтер, работела нешто social media, меѓутоа ништо конкретно важно во тој дел ние кога имавме апликации. И сертификати. Сертификат за англиски јазик, ова за soft skills, certificate from OPSE, не можам да прочитам и така натаму. Така да, ова е сосема доволно CV за човек кој што нема искуство. Сега, пред да продолжиме со прашањата, краток заклучок. Значи, секогаш треба да обезбедите дека CV-то ваше е специфично за вас и дека ќе се издвојува од другите. Не значи дека треба да смислите топла вода, меѓутоа да бидете автентични. Секогаш внимавајте на граматика и испаѓување, да немате печатни грешки, да имате интерпункцијски знаци кај што треба, да бидат убаво формулирани речениците. Секогаш споделувајте релевантни детали, односно само тоа што е важно. Обезбедете дека сте секогаш кратки, јасни и професионални. Значи, многу е важно литературно да се изразувате без разлика на кој јазик зборувате. Значи, албански, турски, македонски, бошњачки, било кој јазик, треба да сте литературни. Секогаш да обезбедите да имате добра фотографија, да користите алатки, кои што ќе ви ги кажам, да избегнувате Europass CV и секогаш да давајте интро параграфи. Сега да ви ги кажам алатките кои што може да ги користите. Само секунда. Значи, прво алатки може да најдете со многу simple Google Research. Значи, еве ви еден сега што го најдов во моментов. Не сум го користела, не знам дали некој го користел. Најчесто во последно време се користи Canva. Еве ви линкче од Canva исто така. Барам за да ви пратам. Еве ви друго, CV Maker со 20 CV templates. Значи имате дечки милиарда вакви алатки на интернет,
Canva ви е најлесна за користење. Јас од луѓето што ги познавам, знам дека најчесто користат Canva. Меѓутоа, само искуцајте create a free CV from a template на Google и ќе ви излезат милиарда. Овие што ги видовте, повеќето ми личат дека се на Canva, меѓутоа не мора да значи. Canva ви е најлесна за работа. Така да, тоа е тоа во овој саат и 15 минути од теоретскиот дел што сакам да ви го споделам. Сега прашувајте прашања, ајде брзо. Дали има некое прашање? Берта праша дали треба да се наведат назив на компании. Да, секогаш е добро да имате назив на компании каде што се работеле, со тоа што кога ќе оставате името на компанијата, ставајте името на брендот. Значи не го ставајте официјалното име на компанијата каде што како е регистрирана фирмата, туку ставете го името со кое што одат со брендот. Ајде вака ќе го оставам. Кој е трикот со LinkedIn? Значи на LinkedIn има еден дел how to edit privacy. Значи може да одберете на LinkedIn дали сакате да се покажува кога гледате нечи профил или не сакате да се покажува. Еве ви го линкчето. И ако не сакате да се покажува дека сте го гледале профилот, можете да го смените тоа во делот со settings, додека ви зборам да се сликам, пошто гледам дека има 40 луѓе, многу ми е драго. Значи, во делот за settings можете да одберете колку, дали сакате луѓето да го гледаат профилот, односно да видат дека сте ги гледале, со тоа што ако ви е исклучена таа опција, нема ни вие да можете да видите кој ви го гледа профилот. Значи, или можете да се ставите заклучени, никој нема да види дека сте им го гледале профилот и вие нема да гледате, или можете да си платите премиум. На премиум верзијата секогаш можете вие да гледате кој ви го гледал, а они да не гледаат. Така да тоа е финтата, не е некоја страшна финта, али окей. Дополнително, како што кажав, не е ништо страшно ако видат луѓето дека сте го гледале нивниот профил. Јас секогаш ги гледам на сите профилите, ги гледам и на LinkedIn, и на Facebook, и на Instagram, и сегде, на сите луѓе што аплицираат, затоа што ми е важно да видам како тој човек се представува на социјалните медиуми. Дали имате некое друго прашање? Мора да имате прашање, ајде ме слушавте саат и 15 минути. Anybody? Окей. Добро. Нема никој прашање? Окей. Ако случајно ви се појават прашања по завршување на вебинарот, ајде. Дали е окей да го споделуваме CV-то од LinkedIn како документ? Јас не би ви препорачала само заради тоа што визуелно не изгледа многу добро. Мислам, не е лошо, можете да го експортирате, али јас секогаш би ви рекла за работата со ништата треба малце екстра ефорт да дадете. Така да секогаш е добро да си имате убаво креирано издизајнирано CV. После тоа ставете вие линкче до вашиот LinkedIn профил, луѓето ќе видат што правите. Али ако само го експортирате, тоа дава некогаш впечаток како дека сте биле многу мрзливи да се замарате да креирате, па као дечки го експортирав CV-во, ако ве мрзи да ме најдете на LinkedIn, еве ви. Кај дел од компаниите во светот, се надам дека тоа и кај нас ќе се случи во блиска иднина, за апликација бараат само линкче до LinkedIn. Не ни бараат веќе да пишувате CV-ња. Туку ти викаат, пушти ми линк од LinkedIn и јас ќе видам све што ми треба и тоа е тоа. Дали е окей да се додаваат HR луѓе на LinkedIn од компанијата каде што се аплицира за работа? Да, секако. Сосема е во ред. Дури е во ред до тој степен да има една финта. Не е финта тоа, туку е начин како функционираат дел од луѓето. Тоа се вика warming up. Односно, го додавате човекот на LinkedIn и комуницирате под наводници со него. Му лајкнувате, му коментирате на статуси, споделувате мислења, шерувате некоја нивна информација и така натаму, за да му станете доволно познат на тој човек. И во моментот кога ќе аплицирате на таа работна позиција кај тој човек, ако тој го види CV-то, одма ќе му текне дека чекај познат ми од негде човеков, или девојкава, или дечкова, или сеедно, и кога ќе ве отвори, ќе види уствари дека сте се знаеле.
Така да тоа е една интересна практика која што доста често се користи и може слободно да ја применувате, значи да си ги додадете HR луѓето, да си комуницирате со нив, нормално не треба да бидат пренападно. Ако споделат нешто, да искоментирате, па да лајкнете, па да шернете и така да остварите една конекција. Што ако испратиме предлог активности за фирмата и тие бидат имплементирани, а ние пак да не бидеме повикани на интервју? Во тој случај, тоа значи дека таа компанија е компанија каде што вие не треба да работите. Сега ќе ви кажам и зошто. Ризикот да вие споделите нешто и биде тоа искористено, секогаш ќе постои. Дури и ние како компанија, кога аплицираме за некој проект, еве сега имаме моментално една апликација и компанијата ни вика, дечки, ве молам, споделете ми интересни идеи што би ги применила. И сега ние ризикуваме дека дел од тие идеи они може да ги применат во иднина без да не најмат нас. Во тој случај, кога сме компанија, има две решења. Едното е се подпишува non-disclosure agreement, што нас ни помага да се заштитиме, а второто е дека едноставно сваќаме дека ние не сакаме да работиме со таа компанија. Значи, ако вие испратите предлози и видите дека тие предлози се применети без компанијата воопшто да ви исконтактира, тоа е знак дека таа компанија не е честна компанија. Ако вие сакате да работите во нечестна компанија, треба да ви биде криво. А ако сакате да работите во компанија која што е коректна, фер спрема вработените и потенцијалните вработени, тогаш ќе сватите дека таа компанија не е за вас. Значи, ризикот секогаш ќе постои, меѓутоа вие не треба да гледате на ризиците, треба да гледате на позитивните работи, односно ќе се случи. Значи, нормално е некогаш да се случи. Се случувало и на нас како компанија, се случувало и на луѓе кои што ги знаеме како вработени и така натаму. Ние сме аплицирали за големи проекти со идеи, па сме подпишувале договори дека нема шанси нели да ги споделат нашите идеи, меѓутоа се случува. Така да јас би ви рекла уопшто да не размислувате на тоа, вие само гледате си ја вашата цел. Направете добро истражување за компанијата, спремете се и аплицирајте. Дали ако сме имале работодавец што зборува друг јазик, не англиски, треба препораката за работа да биде на неговиот мајчин јазик или пак да се преведе на англиски? Нема златно правило за ова, значи доколку работодавецот разбира англиски, може да ја ставите на англиски. Доколку сте имале работодавец кој само чекај, уствари, Ана, прашуваш ти, например, си добила препорака на друг јазик и сега сакаш да аплицираш во друга компанија и дали треба да ја преведеш на англиски, така? Дали добро разбрав? Да. Секогаш е добро да ја преведеш на англиски, заради тоа што не знаеш дали луѓето од другата страна разбираат на кој да е јазик. А англиски е поголема веројатноста дека ќе разбираат. Така да можеш да го направиш двојазично или да ставиш прилог од оригиналот. Пример, препораката е на албански, добро, тогаш преведи ја на македонски и на англиски. Значи, секогаш што и да правите, треба да си ги одземете сите, како се вика, да одземете случајноста за пропуст. У смисла, ако јас имам сега препорака на албански и аплицирам во фирма, кај што не знам дали човекот зборува англиски, македонски или албански, јас да сум ќе му ја пратам на сите три јазици. И ќе речам, повелете во прилог оригинал препораката, дополнително ви испраќам превод на англиски јазик, превод на македонски јазик. И тогаш го намалувате, како да речам, намалувате простор за грешка. Нема зашто. Добро, супер. Дали имаме други прашања? Ајде, мора уште некоја прашање. Таман уште 4 минути за да завршиме точно како што сме планирали. Океј. Ако се појави уште некоја прашање, ќе го одговорам. Во меѓувреме, значи ако ви излезе друго прашање или ви требаат дополнителни информации, слободно може да ме исконтактирате на мејлов мене или Симона колешката или да ни се јавите на бројчето. Јас само ќе се вратам кратко на програмата, да ги искористам овие 2-3 минути за оние кои што може би се заинтересирани. Малце вака да испоискликам. Еве сега се гледаат подобро. Значи, имаме втор термин кој што почнува со работа утре. Утре ќе го имаме во ведниот час, каде што
ги запознаваме учениците со тоа како функционира групата на онлайн предавањето, кога се пишуваат домашни, кога се прават тестови и така натаму. Така да доколку некој од вас се приклучи, одлучивме како вака у 5 за 12 да дадеме 30% попуст. Имаме уште 2 слободни места кои што може да ги пополниме. Така да, ако сте заинтересирани, може да ни се јавите на мене или на Симона, или на бројчето кое што го имавте на крај, или на овој број. Симона, сподели го и ти твојот број ако си уште тука. Значи, ова е Теодора. Сега ќе ви сподели Симона и бројча. Значи, во самата цена на обуката добивате дополнително ваучер за полагање на Pearson VUE сертификат, кој што вреди 180 евра и дополнително добивате учество до платформата на Digital Marketing Institute, која што вреди 150 евра. Многу е важно да напоменам дека со самото членство на платформата на Digital Marketing Institute дополнително добивате и плюс мали бесплатни курсеви. Например, имате курс за GDPR, курс за креање на кампања и така натаму. Има вкупно 10 модули кои што ќе се изучуваат. Доколку сте заинтересирани, може да ни пишете да ви испратиме детална програма на модулите кои што ќе се изучуваат. И освен ова, на самата платформа имате пристап до околу 70.000 луѓе кои што веќе завршиле на некој од програмите на Digital Marketing Institute. Имате форум на кој што може да комуницирате и имате еден куп темплети, имате вебинари бесплатни, дури имаат они како цели, како да речам, e-books, значи обуки на различни теми, кои што ќе ви помогнат дополнително да се доусовршите во полето за работа. Дали е во ред да пратиме пример и CV, мотивационо и друг креативен материјал или некогаш less is more? Секако дека е во ред, пак ќе кажам, се зависи од позицијата. Значи, доколку вие аплицирате за позиција каде што треба да се прати креативен материјал, нормално тоа никога, значи праќање нешто плюс никогаш нема да ви наштети, освен ако е нерелевантно. Значи, ако имате дополнителен креативен материјал кој што можете да го испратите, а е релевантен за позицијата, секако дека е повеќе од добре дојдено да се испрати. Така да праќа обавезно. Да. Така да, дечки, тоа е тоа од прилика. Дополнително ви кажувам, значи имаме и Certified Digital Marketing Specialist, Social Media Marketing, за тие што сакаат да учат само social media. Инаку, во делот за social media на двете програми, сакам да ви кажам дека освен Facebook, LinkedIn, Instagram и Twitter, на нашата програма се изучуваат и Snapchat и YouTube. Значи, тоа е како еден value proposition кој што ние го имаме за нашата програма, така да ќе научите за сите мрежи, освен за TikTok. Дали има разлика во програмата за Digital Marketing Professional која се добива од Галексија и програмата која е директно од Digital Marketing Institute во поглед на материјал сертификат? Сега ќе ви кажам која е клучната разлика. Програмата која што, значи програмата како програма, значи составот на програмата е ист, материјалот е ист. Разликата е тоа што доколку се одлучите да го купите на Digital Marketing Institute, прво ќе биде цената различна. Второ, таму не ви се предавањата во живо и немате ментор кој што ви помага. Значи, кај нас часовите се одвиваат во живо, имате 5 ментори кои што се задолжени за вашиот успех, односно доколку ви треба дополнително може да договориме, сега го правиме тоа со моменталните студенти, правиме дополнителни бесплатни менторски сесии. Например, ако заглавите во некој модул, организираме бесплатна менторска сесија и се договараме дека денеска седнуваме саат или 2 и работиме само со тој конкретен студент или ако се две-тројца, или ако имаат исти нејасноти, дополнително работиме. Второ, имате домашни дополнителни задачи кои што ние ги даваме како дел од програмата со цел да овозможиме дека нели многу полесно ќе се снајдете, дека повеќе ќе научите и слично. Третата работа која што е различна е тоа што ние имаме и подготвителни часови од аспект на нели нормално да ве подготвиме за полагање и други дополнителни бенефици кои што мислам дека е најдобро да се слушнеме телефонски за да ти објасниме подетално. Значи Симона може да ти објасни или јас можам да ти објаснам, меѓутоа е целосно различно заради тоа што на самата програма која што е од DMI, едноставно они само ви даваат пристап до платформата, ваучер и после сте оставени сами на себе. Значи немате некој кој што ви помага, немате ментор и така натаму.
така да се ќе зависи само од вас. Така да, исто така сакав да напоменам што е многу важно е дека програмата е на англиски јазик, значи целиот материјал е на англиски јазик, нема на што Миријана. Целиот материјал е на англиски јазик и испитот кој што се полага е исто така на англиски јазик, така да тие што сакате да се запишете треба да се чувствувате доволно удобно да можете да учите на англиски. Предавањата кои што ги држиме сега за сега се на македонски, заради тоа што учесниците изразија желба да биде така, бидејќи им е полесно за поставување прашања и за комуникација. Домашните најчесто ви се на англиски, заради тоа што целта со стекнување на овој сертификат не е само да го положите и да добиете светски признат сертификат, туку е и да научите. Така да наша одговорност е да ви обезбедиме се што може од наша страна, за да научите, да ви дадеме ментори, да ви посветиме внимание, да ви даваме домашни, да ги прегледуваме. Некогаш правиме и дополнителни часови, доколку им е потребно на студентите. Значи на располагање сме буквално 24/7, а ваша задача е нормално да учите. Со тоа што на самиот испит кога полагате, значи треба да положите со минимум 60% точни одговори и потоа се стекнувате со сертификат кој што е признат од сите овие големи имиња кои што ви ги кажав. Испитот секој го полага индивидуално, значи нема можност за препишување, за помагање и така натаму. Се полага во официјален Pearson VUE сертифициран центар, каде што имате така малку по строг пристап, да речам. Значи, буквално е на едно многу повисоко ниво и нормално целта е да научите. Програмата, морам да кажам дека е доста обемна, заради тоа што така има, како да речам, многу детали од секој модул, така да јас не се плашам дека ќе се исплашат студентите, многу ми е важно да потенцирам дека секој кој што сака да учи една ваква програма треба да има барем 1 час дневно за да си се посвети и не мора да е дневно, да може да ги слушате часовите по 2 сати, 2-3 пати во неделата и да имате плюс 2-3 сати да си поучите, мислам дека ви е сосема доволно. Така да, тоа е од прилика, слободно пишувате ни, достапни сме за сите информации кои што ви се потребни, можете да го симнете e-bookот кој што го креиравме заедно со тимот, ако ви требаат дополнителни информации, на веб страната можете да симнете повеќе материјали за програмите, така да тоа е тоа. Дали имате уште некоја прашање или може да ве ослободам? Конечно. Да здивнете малце. Добро, немаме прашања. Се надевам дека ви беше корисен и овој вебинар. Значи, ајде, над тоа на Миријана. Кога станува збор за промена на кариера, односно менување на работно место, кое е тотално неповрзано со досегашното? Дали треба да се наведе досегашното искуство или да се фокусираме само на новото? Јас би ви рекла наведете дело од досегашното искуство. Повторно, зависи од тоа. Нема точен одговор на ова прашање, нема црно и бело. Добро е да се наведе работното искуство за да знае работодавецот дека вие веќе работите нешто или дека сте работеле нешто. Со тоа што во ваква ситуација наведете што се работеле, бидејќи и да не е целосно релевантно за новата работна позиција, пишете што сте работеле, меѓутоа задолжително напишете мотивационо писмо во кое ќе изразите желбата и мотивацијата за да се префрлите на новата работна позиција. Добро, се надевам дека не сум пропуштила некој друго. Мислам дека сме окей, така? Нема на што, Симона. Дички, фала ви на сите што останавте до крај. Стварно многу ми е драго што гледам дека доста ни се посетени вебинарите. Значи, целта на вебинарите е нормално да ви пренесеме што повеќе од нашето знаење бесплатно. Како што вие одвојувате дел од вашето слободно време да не слушате, ние одвојуваме дел од нашето слободно време за да ја креираме содржината. Така да тука сме за вас. Знаете дека целта ни е да поставиме еден нов стандард во едукацијата за дигитален маркетинг, така да тоа го правиме и преку програмите, меѓутоа и преку овие бесплатни активности, затоа што крајната цел е нормално да помогнеме на заедницата, да станеме сите подобри професионалци и да бидеме сите
успешни во кариерата. Така да ви благодарам на сите уште еднаш за вниманието и за присуството. Вебинарот, односно снимката, ќе ви биде достапна на сите на мејл, можете да ја видите и на YouTube за неколку дена. Фала ви на сите на убавите зборови. Знаете какво насебично е? Ние живееме за добри коментари, така да сега дека имаме добри коментари од вас, ќе будеме мотивирани да правиме добри вебинари и да се стремиме уште поквалитетна содржина да ви споделуваме. Така да тоа е тоа, имајте убав остаток од карантинот и утре се враќаме сите со полни сили на работните позиции. Така да стоиме на располагање за што и да ви треба. Еве сега се гасам, не зборам веќе, имајте убава вечер сите. Поздрав, чао, чао.